Имајќи предвид актуелната ситуација во општеството, правните експерти долго време пробуваат да најдат легален пат за повлекување на аболицијата. Бара во уставот, бара и во законите, но на крајот мал тим од Машинскиот факултет конечно по долго експериментирање и буквално крвава борба, одговорот го најдоа во физиката. На терен Езерка. Моментално сме со извршниот директор Миле Паника, кој што ќе ни објасни малку повеќе која е целта на овој проект. Па, целта на овој проект е да се повлече аболицијата на председателот Иванов, се разбира да е легален начин, на тој начин што ќе го пратиме господинот Иванов во историјата. Своевидна временска машина. Да, токму така, и тоа не е своевиден македонски производ. Ние најме бевме инспирисани од овој еден филм што е од холивудски хит, така со Back to the Future. Направивме една временска машина. Каде ви се наоѓа временската машина? Може ли да погледнеме? Тука, како не, па дојди. Еве, ова е таа машина, Давиду би изгледа како обична машина за перење алишта, меѓутоа е сосема необична, напротив. После ќе бидете сведоци кога ќе дојде председателот кој ќе го ставаме унутра. Тесно да не е малку. Оно е тесно да вака, ама унутра знаеш колку имаме ние еден инструктор по јога што само треба да влезе после комото. Значи прво влага главата и одда оваа рука овака и другата рука одда овака и кој ќе влезе овака и скапулата тука оп и одда со ногата. Оваа нога ја става унутра и ода само оваа нога практично цело оваа нога оп унутра се става и само цакова стиска шетери готово. Затоа после повеќе ќе ви каже мојот колега и ода почина машината со така звана со центрифугална сила, бидејќи вие знаете дека квантната теорија што ја поставил Нилс Бор во 1912 година, каде што електроните кога се движат по својата електронска орбита, они нити примат нити оддават енергија, него они само примат кога идат во друго енергетско ниво, меѓутоа те не е важно и онда тоа само ќе се деси пуф и од четврта димензија преваѓа у трета димензија да тачно зададе датум кај што треба да се исправат тие аболицијата и мислам све да се реши кризата. И тоа е. И од после тоа одеде get back to come back, меѓутоа да не го тупам многу, ќе го забола мојот асистент. Пали, дојди да ја објасниш на телевизија како работи машината. Овој е семиавтоматски свакшиме. Кога ќе го гуремо, не сме да го ставимо на центрифуга. Може да го изгубимо човек. Ми таму измешамо сак домашно и странско атмосферско, што е овој. Знаеш оно што се дешава? И сак тој ќе го убацимо тој. Свакшиме. Ставаме го тој, онда убацуваме програм. До сак не сме го тестирале, али ќе видиме. Сега што председателот ќе видите, ова ќе биде револуција. Револуција ќе биде ова ќе не бараат научници од цел свет. Ќе викаат они, back to the future, ама back to the future Македонија, а не Холивуд, Боливуд тамо. Председателот и кажи бе. Ке иду ја да направу јоште, пошто не се знае, сак председател само може други луѓе ќе дојде уште, не знае. Ви благодариме, Миле Паника, ви посакуваме среќа во ваша безвременска авантура. И ја ви благодарам на сите вас и да живее Македонија и да се гордее со ова што го направивме. Да живее Македонија.